целосна физичка, ментална и социјална благосостојба, а не само отсуство на болест. Без ментално здравје воопшто нема здравје. За жал, многу често менталното здравје не го гледаме како приоритет, особено денес во време на пандемија. За време на пандемијата со COVID-19 откриено е дека повеќе од 50% од испитаниците имале симптоми на анксиозност и депресија. Исто така, регистрирано е чувството на осаменост, семејно насилство и злоупотреба на деца. Во поддршка на овој важен сегмент на колективното здравје, Клиниката за психијатрија е активно вклучена во справувањето во борбата со коронавирусот и токму во насока на унапредувањето на менталното здравје. Заради поддршка на граѓаните, клиниката има отворено повеќе телефонски линии за различни целни групи и почнувајќи од март оваа година, досега се реализирани над 4500 телефонски разговори за психолошка поддршка на граѓаните за време на пандемијата со COVID-19. Од Клиниката за психијатрија информираат дека во тек е меѓународно истражување за последиците од пандемијата врз менталното здравје. Сепак, реалноста во Република Македонија дава многу поинаква слика за состојбата со правата на лицата со ментални болести, бидејќи се констатираат недоволно ниво на достапност на услуги, недоволни законски решенија не само за јавното здравје, туку исто така и за економски развој и социјална благосостојба. Лицата со ментално здравје се избегнуваат, се дискриминирани и им се нарушени основните права, вклучувајќи го и нивното достоинство и социјалната правда. Улогата на општеството во отсуство на структурно и стабилно системско решение е нужна. И во таа смисла е и обезбедувањето на взаемна поддршка на ранливите и оние кои имаат потреба од заштита, поддршка и рехабилитација. Граѓански вредности на социјална правда, солидарност, безбедност и толеранција се апсолутно неопходни за менталното здравје, кое е дефинирано според Светската здравствена организација е состојба на благосостојба во кој секој поединец сваќа за неговиот собствен потенцијал и може да се справи со нормалните стресови на животот, со цел да може да работи и да биде продуктивен. Денес на дневен ред е предлог законот за изменување на Законот за ментално здравје. Законот за ментално здравје ги уредува основните начала за заштита, промоција и унапредување на менталното здравје, правата и обврската на лицата кои што се болни, имаат проблеми со менталното здравје, правата и обврската на здравствените работници, здравствените соработници и здравствените установи, како и постапката за заштита на правата на лицата со ментална болест, како и надзорот над спроведувањето на законот. Овој предлог закон представува усогласување со Законот за прекршоците, се состои од 4 члена, кои во првиот и вториот се усогласуваат одредбите со Законот за прекршоците. Во член 2, во членот 40 став 1, воведната реченица зборовите 5000 евра во денарска противвредност се заменуваат со зборовите 500 до 1000 евра во денарска противвредност за микроправни лица, од 500 до 2000 евра во денарска противвредност за мали правни лица, од 1000 до 6000 евра во денарска противвредност за средни правни лица и од 1000 до 10.000 евра во денарска противвредност за големи правни лица. Во ставот 2, зборовите 30% од одмерената глоба за правното лице се заменуваат со зборовите 500 евра во денарска противвредност, а во ставот 3, зборовите парична казна се заменуваат со зборот глобата. Во ставот 5, зборовите 300 до 700 евра во денарска противвредност се заменуваат со зборовите 250 евра во денарска противвредност. Може да се види дека кога се однесува за правни лица, микро и мали правни лица, имаме намалување на глобата, додека кога се однесува за средни и големи правни лица, глобата се зголемува и тоа е сосема во ред.
Со членовите 3 и 4 се преудни и завршни одредби. Почитувани, нема закони кои што се помалку или повеќе важни, меѓутоа има приоритети. Во оваа состојба, во оваа ситуација на пандемија, треба да ги почитуваме приоритетите. Тоа што е приоритетно, тоа да го работиме. Би ве запрашала сите што сте тука. Што е со законот што го поднесовме уште во октомври? Тоа е предлог законот за измена на законот за заразни болести, каде што предлагаме формирање на нова комисија за заразни болести. По истата расправавме, по истиот тој предлог закон, ноември-декември, сега сме март, уште чека да биде ставен на седница за разгледување на нашиот предлог закон. Значи, приоритети мора да се има. Може да се надмудруваме како е во соседството, дали има вакцини, тука потврливме, мора тоа да си го признаеме, дека потврливме и со носењето на законските решенија. Тек на 1 марта го донесовме законот за, на 1 февруари се извинувам, законот за усогласувањето на законите за внесување на регистрација на вакцината. Значи, тоа беше изменување на законот за лекови и медицински средства. Само со 2 члена овозможивме внес на и регистрација за вакцината. Се чекаше дури 1 февруари да дојде, во тек на епидемија, во тек на пандемија, од кога ни укажа Ана Брнабик и председателот на Србија, на соседна Србија, дека немаме план, дека немаме закон за регистрација на вакцината, не е регистрирана вакцината кај нас, ние дури тогаш почнавме да ги носиме тие закони. На 5 февруари беше донесен планот за имунизација, а на 10 февруари беше предложен законот за здравствена заштита, во која што група на пратеници од Социјалдемократскиот сојуз ја предложи Националната комисија за заразни болести. Нашиот закон, предлог закон за заразни болести на населението, спречување на заразни болести на населението, уште чека да дојде на расправа на седница на Собранието. Во ек на пандемија. Сите закони се важни, меѓутоа треба да се почитуваат приоритетите. Благодарам. Реплика пратеникот Ненад Коцич, повелете.